Земјоделците од Овчепилието ги прекинаа протестите за вода, но незадоволството останува. До нивите преку системот за наводнување вода стигнува во недоволни количини, кои тие сега се трудат максимално да ја искористат. Не вчера ни пустија вода малку, ама сега паа намалиле и така мучиме се, те некои привршуваат, ама некои останаа. Освен за вода, протестите беа револти поради активирање на така наречениот сув данок, кој изнесува 60 евра по хектар, но и зголемената такса за вода од 70%. И друго што тука правиме, на пат се најдеме земјоделци со таа одлука на влада за зголемување на цените, за 70%. Плюс некој, тај сув надоместок од 60 евра по хектар, па тоа ни спаја нас 15.000 по хектар, 150 вода качена. Според министерот за земјоделие Љупчо Николовски, причина за ваквата состојба со водата за наводнување е големата хаварија, која на системот му се случила во текот на големите врнежи во мај. Случи најголемата македонска и национална хаварија на водостопанската инфраструктура на крајот на мај. Среќа што во таа хаварија нема жртви, заради тоа што тие и од вас кои што биле на терен може да го воочат каква сила и каков вакуум бил при пукањето на цевката, на цевководот на Макарија, и затоа сите институционални капацитети беа подигнати на највисоко можно ниво. Сакам да се знае и медиумите се тие кои што треба тоа да го шират, заради тоа што ова беше еден најсериозен проблем од независноста па и претходно. Тука, како министерство, излеговме веднаш во пресред, односно повторно преку програма на Министерството, заради финансиската состојба на АД водостопанство таква каква што е. Успеавме во најитна постапка, во најбрза постапка, тоа што никој не веруваше на терен, од земјоделците и од останатите, меѓутоа имаа трпение и успеавме да за месец и половина овој најголема хаварија во историјата на целата инфраструктура во итна постапка, со пари обезбедени од Министерството, со измени на програмата на влада, да бидат обезбедени. Ова образложение за земјоделците е недоволно, па од тие причини, безмалку, известно е дека тие на протести повторно ќе излезат, а се зависи од тоа колку вода ќе има во каналите за наводнување.